ќе биде пилот проект, а по 6-7 месеци ќе биде и проект за целата држава. Ќе биде пилот во 7 јавни здравствени установи и потоа во цела држава. Тоа е проект за плаќање по учинок, односно дел од платата на лекарите и медицинскиот персонал да се плаќаат не само фиксно, да речеме нека биде фиксно едно 70%, но едно 30% од нивната плата да биде и според учинокот, според тоа колку изработиле, колку пациенти дошле, колку се задоволни пациентите од нив, така да некој ќе земе од сегашната 100% плата повеќе, 100, 120, 130%, некој ќе си земе помалку и ќе му е мисли како да работи повеќе, како да ги привлече пациентите да дојдат кај него, да не одат кај други, како да биде пољубезен со нив, како да им даде подобра услуга. Се планираат исто така проекти во делот на патната инфраструктура. Во соработка со Светската банка и Европската инвестициона банка подготвуваме проект кој што веќе е во финална фаза на подготовка и во наредните месец до 2 ќе почне да се гради на терен. Во износ од 120 милиони евра. Изградба на 200 локални патишта, 200, и 200 километри регионални патишта. Тие ќе се градат оваа, следната и модел во 2012 година. Затоа, драги пријатели, велам, ние не се откажуваме. Ние сме мала држава, но имаме голема волја и имаме голема сила да продолжиме со нашите напори и за евроатлантските интеграции, но истовремено и со внатрешните реформи, кои што треба да го подобруваат квалитетот на живот на сите наши граѓани, независно на нивната националност, на нивната социјална положба, на нивната вероисповест, независно кој од каде е, секој треба да добие можност и право да оди напред. Ви благодарам многу. Добро вечер на Велес, на Велешани, со големо задоволство во овој град. Јас ќе се обидам во делот од Министерството за финансии да дадам повеќе детали околу неколку работи што се битни, што сметам дека се битни за граѓаните, за бизнисмените, за Велес и за пошироката околина. Прва битна работа сметам дека е нашата посветеност и волја да продолжиме со реформите и во најтешките околности, во најтешките времиња. Многумина во екот на кризата, кога почна кризата, велеа да се откажеме од реформите, да се откажеме од понатамошното донесување на мерки, да гледаме само на некој начин да работиме како да се вонредни услови. Ние рековме да, вонредни услови се, но мора да се продолжи со реформите, затоа што тие се потребни за подобрување на условите за живот во Македонија, затоа што тие се потребни за самите нас. И продолживме со такви реформи и во кризната тешка 2009 година. И јас ќе спомнам само две од најзначајните. Првата реформа е реформата за бруто плата. Зошто е значена и кои се придобивките од таа реформа? Значи, со воведувањето на бруто платата се постигнаат две цели. Едната е во однос на работниците. Работниците многу поредовно ги добиваат и нето платата, и многу поредовно им се уплаќаат придонесите за здравствено и за пензиско осигурување. Според податоците што ги имаме во Министерството за финансии, пред воведувањето на бруто платата, повеќе од 10% од македонските работници не добиваа навреме плата, а исто така голем процент, преку 20-30%, не им беа уплаќани придонесите за здравствено и пензиско осигурување или им беа уплаќани на пониска основица. Вие тоа добро го знаете, има многу тука што го почувствувале тоа на собствената кожа, каде што кога ќе отиде дури работникот пред пензионирање во пензиско, ќе утврди дека работодавачот не му уплаќал пензиско со години, 10 години и слично. Со воведувањето на бруто платата, тоа се среди. Значи, секој работник, кога ја прими нето платата, знае дека истовремено му е уплатен придонес за пензиско и за здравствено осигурување, значи мерка која што директно е во корист на самите работници во Република Македонија. И затоа продолживме со оваа мерка и во тешката 2009 година. И ќе продолжиме и понатака. Истовремено, бруто платата е добра, според наше мислење, и за работодавачите и фирмите, затоа што на некој начин создава ред во економијата, односно создава еднакви услови за сите и ја
елиминира нелојалната конкуренција, бидејќи претходно еден работодавач плаќаше, а еден не плаќаше или двајца не плаќаа. И тој беше првиот фаворизиран. Сега веќе го нема тоа, сите на иста основа имаат обврска да ги уплаќаат овие пари. Втора реформа што е многу значајна за работниците, посебно за оние што работат во текстилната индустрија и за фирмите се разбира од текстилната индустрија, но и за другите индустрии, е реформата за намалување на стапките на социјални придонеси. Значи тоа што ние го направивме почнувајќи од 2009 година, пред да знаеме дека ќе дојде до кризата, меѓутоа обстоивме на тоа реформа во 2009, ги намаливме стапките на социјални придонеси со цел да се смалат трошоците на фирмите и на тој начин, кога е во услови на криза, фирмата со таа помош практично од државата може со помали трошоци да ја помине кризата, а кога ќе дојдат подобри времиња, се надеваме дека тие заштеди ќе бидат равномерно распределени меѓу работодавачите и работниците и еден дел ќе отидат во функција на повисоки плати, а другиот дел во функција на повисоки инвестиции. Затоа со таа политика продолживме и во 2010 година и ќе продолжиме до крајот на нашиот мандат, значи имаме зацртано со која динамика да ги намалуваме стапките на социјалните придонеси. Кризната година и кризните времиња се и времиња кога треба да се носат и некои тешки одлуки. Прво тешки во насока на тоа дека треба сопствениот двор да се исчисти, што се вели, да се направат заштеди таму каде што може да се направат заштеди во буџетот пред се. И ние тоа го направивме во 2009 и уште повеќе го правиме во 2010. Значајно ги намаливме непродуктивните трошења во буџетот за сметка и со цел да ги зголемиме продуктивните расходи кои што се наменети за инвестиции во инфраструктурата. И тие инвестиции во инфраструктурата во 2010 ќе бидат за цели 60 милиони евра повисоки отколку во 2009. Тоа се проекти во патната инфраструктура, тоа се проекти во, значи, изградба на патишта, изградба на спортски објекти, изградба на културни објекти, изградба на училишта, изградба на болници. Тоа се таков тип на проекти за кои што, значи, во 2010 година издвоивме 60 милиони евра повеќе отколку во 2009. Во првата и втората трибина беше отворено прашањето со Рамина. Сакам да кажам дека подпорниот зид е изграден, имаше последно мерење во месец декември и градежниот факултет институтот потврдија дека во последните 9 месеци Рамина снечиштето не е поместено ниту милиметар. Значи со ова конечно се решава проблемот со снечиштето во Рамина и нема потреба да се гради третиот зид. Уште еден проект кој исто така го комунициравме тука со граѓаните на Велес е изградба на нова социјална зграда. Значи со доаѓањето на новиот градоначалник се изнајде локација, во моментот се прават проекти, очекуваме во втората половина на оваа година, значи помеѓу јуни и август месец, да започне изградбата на нова социјална зграда во Велес, каде што еден од приоритетите се токму жителите на Рамина. И со ова ќе решиме уште еден горлив проблем на жителите во Велес, бидејќи ова е втора зграда која ќе се гради за социјални случаеви во општината Велес. Она што е дел од проектот за локални патишта, што исто така се реализира во соработка со локалната самоуправа и е во финална фаза, значи изградбата се очекува да биде негде во месеците јули и август, значи тогаш ќе отпочне изградбата, а ќе трае наредните 9 месеци. Како прв приоритет општината Велес го предложи патот до населеното место или до селото Бузалково, кој е во должина од 9 км, а како втор приоритетен проект кој ќе се гради повторно со средствата од Светската банка е локалниот пат Јазла, значи тоа е магистралниот пат па се до селото Иванковци. Значи овие патни правци ќе се градат оваа година и наредната година и е во соработка помеѓу владата на Република Македонија и општината Велес. Јас ќе кажам уште еден проект што успешно го завршивме оваа година со општината. Тоа беше чистење на коритото на реката Вардар, каде во соработка со општината успеавме да исчистиме 2 километри, со што драстично се подобри сликата за реката Вардар во општина Велес и повторно во месец јуни оваа година заедно со општината ќе го чистиме коритото на реката Вардар. Благодарам. Нашите сограѓани за прв пат откако е Република Македонија повеќе партиска држава ни дадоа доверба и на локално ниво. Тоа значи дека за прв пат во Велес е заокружена централната со локалната власт и јас тука во интерес на времето да не ги повторувам оние проекти кои што веќе беа напомнати, само би сакал да кажам дека
Првото нешто кое што со успех го направивме, тоа е општина Велес да има успешна соработка со собствената